Ден по објавата на двете аудио снимки на YouTube, насловени како Васил Димишков 1 и Васил Димишков 2, Заев ги избегна новинарските прашања. Лидерот на СДСМ сакаше да говори само за настанот за кој беше дојден во Гевгелија, но не и да одговори за тоа кој е неговиот став за снимките именувани исто како и братот на судијката Весна Димишкова, кого Орце Камчев и Ана Камчева во сведочењето за случајот Рекет го споменуваа како посредник во барање пари. Во врска со пристушуваните разговори од владеачката партија испратија само соопштение во кое ја обвинија опозицијата за измислување приказни и дека ВМРО-ДПМН очајно се обидува да конструира поврзаност на семејството на Заев со случајот Рекет. Председателот на ВМРО-ДПМН Мицкоски пак смета дека со материјалите се покажало со што се занимавале адвокати инфилтрирани во судството. Изминативе 3 години изгледа професија во нашата држава Македонија било рекетот. Гледаме дека сега и адвокати кои што знаете дека се силно инфилтрирани во македонското судство, семејно практично имаат пуштено корење таму, се занимавале со рекетирање на луѓе, изнуди, посредништво. Се чудам денеска кој е тој кој што во Македонија има 6 милиони евра во кеш, што ви рекол еден друг политичар. Но ете очигледно дека лицето кој што се слуша на таа снимка може да даде одговор кој е тој кој што денеска поседува таква сума, кога би рекол огромно мнозинство на граѓаните едва крај со крај врзуваат. На двете аудио снимки се слушаат двајца соговорници, разговараат за суми од 3 до 9 милиони евра. Димишков се појави како сведок во судот во случајот Рекет, но неговиот исказ се однесуваше на тоа дека Камчеви наводно го барале да им биде дел од адвокатскиот тим. Бојан Јовановски во судот рече дека парите од рекетот во Македонија завршиле кај Зоран Ивица Заев.